Заради неусогласување околу изборот на точките кои требаше да се најдат на дневен ред, 38-та седница на Советот на општина Виница започна со задоцнување од 40 на минути. Дискутабилно беше барањето на опозицијата за информација околу безбедносната состојба во Виница со акцент на детонатор. Седницата започна со освојување на барањето на Јакимовци и општината да им одобри средства за уредување на центарот, а продолжи со дискусии околу кварталниот извештај за извршување на буџетот на општината и достасаните неизмирени обврски. Согласно образложението од финансии, вкупните приходи на буџетот на општина Виница за првиот квартал од 2012 се остварени со 20,75% од вкупно планираните. Расходите на буџетот се остварени во износ од 19,8% во однос на планираното. Опозицијата со обвинувања за нереален буџет, а градоначалникот Дончев со најави за ребаланс со кој ќе има зголемување на буџетските средства. Расчистени се долгогодишните долгови кон Македонија, Пат и Гранит. Раздолжувањето продолжува. За овие 3 години од мојот мандат нема ниту една тужба. Долгот се намалува, бидејќи редовно се сервисираат кон побарувачите. Реплицираше градоначалникот на тврдењата на советниците од Социјалдемократскиот сојуз дека општината се повеќе се задолжува. Со мнозинство гласови беа усвоени кварталните извештаи. Советниците од власта и опозицијата не покажаа единство околу задоцнетата исплата на паушалите. ВМРО со став дека тука се за граѓаните, а не за паушалите, но опозицијските советници бараа да им се утврди рок до кога ќе им бидат исплатени. Градоначалникот Дончев побара подобри и поконструктивни иницијативи од советниците кои ќе бидат во интерес на сите, а паушалите во зависност од приливот на средства ќе бидат исплатени. По барање од опозицијата, заменик командирот на полициската станица во Виница Дејан Атанасов даде осврт кон акцијата детонатор, нагласувајќи дека акцијата е на МВР и детална информација треба да се бара од таму. На 38-та седница беа усвоени извештајот и програмата за работа на Црвениот крст во Виница, програмата за комуникација со јавноста, програмата за изведување ученичка екскурзија на основното училиште Кочо Рацин од Блатец, како и годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион и финансискиот извештај за 2011 година. Седницата продолжи до доцните попладневни